Колективниот имунитет на населението треба да достигне од 70 до 80%, за да се намали драстично опасноста од ширењето на вирусот COVID-19, вели професорот Александар Петличковски, директор на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје. Затоа е потребна брза и сеопфатна имунизација која за краток рок ќе го постигне тој ефект. Истражувањето се однесуваше на граѓани на Скопје, но веројатно е дека слична е ситуацијата и со останатите градови, значи со цела Македонија, да секој трет приближно човек има остварено имунитет со прележување на болест. На почеток на пандемијата, проекциите, предпоставките за колективниот имунитет се движеа за SARS-CoV-2, се движеа околу 60-70%. Како сега имаме доминација на овој позаразен сој на вирусот, британскиот сој, веројатно е дека прагот за остварување на колективен имунитет е малку подигнат, значи околу 70 до 80% од населението треба да го има поминато, односно да има остварено имунитет, за да осетиме намалување на ширењето на инфекцијата. Тоа е релативно голема бројка, но е, например, помала од бројката која што одговара на остварување на колективен имунитет за морбили. Таа бројка е 95% од населението. Значи, околу 70 до 80% очекуваме население со имунитет, очекуваме сериозно да го успори ширењето на епидемијата. Според професорот Петличковски, вакцинираните граѓани можат да се чувствуваат безбедно, бидејќи исклучително ретка е појавата на реинфекција. Теоретски е возможно да се случи реинфекција кај некој што поминал болест COVID-19, но реално и практично тие случаи се исклучително ретки. Значи, овие бројки стотици и повеќе потврдени случаи на реинфекција практично не се вистините не се реални, бидејќи на светско ниво овие бројки се навистина ретки, а и многу сериозни истражувања покажуваат дека реинфекција е исклучок од правилото дека имунитетот после COVID-19 е навистина солиден и долготраен. Многу е важно во овој момент да се прекини ланецот на ширење на вирусот и оној процент на имунитет што недостасува во популацијата да се пополни со вакцини, бидејќи оставањето простор за ширење на вирусот овозможува со секоја нова зараза, со секои нови репликации на вирусот, да се создава можност за создавање на нови варијанти вирусни. Значи, не е важно само да се покрие населението комплетно, туку е важно и брзо да се покрие со вакцините. Во интервју за Республика, Петличковски го наведе примерот на Израел како земја која за краток рок имунизира голем дел од своето население и веќе се чувствуваат ефектите, па земјата ги намали мерките за заштита од COVID-19.